Во студиото имаме мощни здрави 3 деца и еден сениор. Тие се борачи на Македонија, тие се представници на нашата земја, беа дел од Европското првенство до 17 години. Добро утро за двете дами, за нашиот надпреварач и за нашиот тренер. Ќе ве представиме сите еден по друг. Добро утро. Добро утро и на вас. Ви благодариме на поканата, што одвоите време за да се збори за нашиот најтрофеен спорт во нашата држава. Секогаш борењето ќе биде добре дојдено на фреквенцијата на македонската телевизија, да не забораваме дека Бучи Мјака беше првиот европски и светски клупски шампион од Македонија. Тоа беше голем успех. Да, исто така имаме и две олимписки медали од Шабан Сейди и Шабан Трстена, по 2 медали од олимписки игри што се и Могамед Ибрагимов. И Могамед Ибрагимов после во 2000, значи имаме 5 медали само од нашиот спорт. Да. Ќе почнеме со тренерот за малку да разбиеме темата кај борачите кои што се мощни спретни на душекот. Ќе видиме како ќе се снајдат во студиото. Јасмин Реджалари во улога на тренер, на селектор. Што видовме на Европското првенство до 17 години во Скопје? Значи, после неколку години во нашиот најтрофеен спорт, УВВ, што е тоа Светската федерација на борење, му даде да се организира Европско првенство во нашата држава. Тоа е стварно нешто големо, како за нашата држава, така и за нашите спортисти, што има можност да гледат, да учествуваат сите во ова европско, сите што беа први во нашата репрезентација учествувале, значи порано пред неколку време, кога биле потешки времења, значи ние сме учествувале порано со еден борач, со двајца на овој пат имавме можност да учествуваме со комплет репрезентацијата, како и во машката репрезентација, исто така и во женската конкуренција. Да, во машка конкуренција, во грчко-римски стил и во слободен, додека во женска во слободен стил. Како сме задоволни до она што беше постигнато како резултат? Значи, конкуренцијата стварно беше многу голема. Па добро, кремот на Европа. Ние учествувавме со малку помлада екипа, значи сме почнале со ова репрезентација да работиме од претходната година. Ова репрезентација претходната година учествуваше исто така во Европското до У15. Сега највеќе од борачите што беа исто така и кај женските, тие ни беа до 15 години, ние затоа учествувавме со најмладата репрезентација во ова европско, затоа што ние ќе вложиме како репрезентација, ќе вложиме во ова генерација, зашто стварно има квалитет. Значи некои од овие има и победи во европското, како Мираж Мустафа што тепаше борачот од Полска, исто така Даријан Павлев што го тепа борачот од Швајцарија, Марио Ананиев што е тука во студио, имаше стварно најтежек жреб од европското, од сите борби. Значи првата борба се сретна со европскиот првак, втората борба во репасажот, исто така со третиот, исто така Марио, како што кажавме, претходната година успеа да зема и медал во У15. До 15 години, да. Добро, сега ќе има искуство од борбите со повозрастните. Значи, ова генерација така и другата година ќе учествува во ова група, во ова возраст. Значи, се очекува многу од овие деца, значи стварно се квалитетни, само што ќе треба уште малку да направат експериенца и да, искуството ќе биде стекнато со борбите. Садие Дура е најблиску до тренерот ова утро на пултот. Како го видите Европското првенство, колку си задоволна од она што го покажа таму? Во Европското првенство што бев тука, добро, првата борба победив, втората изгубив и да кажувам таму па малце резултат и толку. Да, а како ќе придонесе ова за искуството кај тебе? Дали со оглед на тоа што беше организирано на домашен терен, пред домашна публика, ти беше полесно да се надпреваруваш, или? Да. Да, одлично. Бојана Ковачова, да. Како ти ги виде борбите на овој шампионат? За младите спортисти се вели дека е најбитно со секој нареден ден да напредуваат тие, да бидат подобри од себе, а потоа и од конкуренцијата. Колку значи за искуството ова првенство за вас, тука одржано на домашен терен? Па, затоа што е во наша држава и подобро имаме поддршка од сите и
првата борба ја победив, се борев против Словакија 9-0, но втората борба во последната минута се борев со Шведска и изгубив. Тоа беше како многу тешко ми беше за мене, затоа што понанапред ќе одев за медал да се борам, но искуство за следен пат. За другата година повеќе да тренираме и да направиме успех. Да, ете, ќе имаш искуство од оваа категорија за следната година, каде што можеби ќе те послужи искуството и во овој период од годината, можеби ќе се подготвите уште повеќе, уште подобро, со оглед на тоа што Федерацијата боречка сега овозможува и подобри услови и заживува полека, се враќа, односно во живот борењето кај нас. Марио, те оставивме накрај затоа што си голема надеж на македонското борење, како ти си помина на ова европско со оглед на тоа што ги имаше најтешките можни противници. Па се спремавме во Радовиш со бугарската репрезентација, но за жал имав многу тешка конкуренција и загубив од Азербејџан и потоа во репасажот од Арменија. Па добро, ако е лесно нема да биде интересно, овие борби со сериозни противници ти даваат тебе сериозно искуство. Колку значи тоа кога се бориш против елитата на Европа? Колку тоа придонесува за развојот кај тебе како борач? Па големо искуство за мене. Знам дека треба повеќе да тренирам ако сакам да ги победам нив. Тоа и ќе биде целта на следното првенство. Така, браво, Марио. Добро, коуч, тренеру, како е борењето во Македонија во однос на условите? Некогаш знаеме на кое високо ниво беше, па потоа следува еден пад во секоја смисла и еве сега во овие години, како во овие денови, да кажеме, дали ова европско првенство и организацијата што не беше доверена ќе придонесе конечно да се разбуди борењето? Мислам дека идеме напред, значи од сите држави, од сите што беа тука, сите беа задоволни од организацијата, на нас што ни беа како федерација, значи сите држави, значи имаше и претседателот на Словачката федерација. Пред неколку месеци беше европско првенство за сениори таму. Он вика дека ова европско личи многу подобро од тоа што ние што го организиравме, и тоа беше за сениори, не за 17 години. Значи ние стварно покажавме дека сме добри организатори. Сега ни останува да работиме малку повеќе со децата за да можеме да направат и резултат и да го вратиме борењето каде беше пред 30 и нешто години и така ќе продолжиме со оваа генерација. Се зборува дека можеби за следната година да добиеме и некоја посериозна организација, дали се тоа некоја официјална информација или се уште се тоа некои разговори? Има некои разговори што стварно тие беа многу задоволни и организаторите од Светската федерација и кажа дека и другата година ќе биде Скопје ќе биде домакин на некои од поголемите или младинските или сениорската Значи може да добиеме и сениорско. Толку била добра организација. Да. Добро, што е со клубско ниво? Знаеме дека репрезентацијата без клубовите не може да постои, дека се што се случува во еден спорт, сите надежи проникнуваат од клубовите. На какво ниво е развојот, односно на какво ниво е борењето во моментов? Па може да се каже да иде на добро, зашто ја како бивши борач на ова, значи јас сум отворил една школа тука во Скопје. У Скопје има 3-4 клуба, во Радовиш има, во Кочани има, Штип има има клуб. Велес работуваат, најново е сега и во Охрид, во тоа другата страна на државата. И таму почна со борење, значи со сите изборни државно што се во нашата, имаме многу турнири во нашата држава, значи фокусот е малку повеќе. Важно е да се има надпревари. Фокусот е малку повеќе кај младите генерации и повеќе турнири што правиме за да направиме, да го вратиме тоа. Добро, база да се создаде за репрезентацијата за понатаму, да. А сениорите како се имаат шанси за некој подобар резултат или? Сениорите ние имаме 2-3 од неутрализирани, може да се каже, борачи што пред 3-4 години имавме и европски првак Владимир Егоров што земе прво место, но ние веќе фокусот на оваа федерација е малку повеќе кај од наша земја да извадиме нешто што повеќе подобар резултат. Добро, натурализираните тука може да ни помогнат со искуството и со резултатите, само да видат поттик за нашите млади борачи.
Дечки, благодариме што бевте гости ово утро. Се надеваме дека добро си поминавте и тука, исто како и на душеците. Ништо, ви посакуваме многу успех, многу среќа вам и на тренерот и на сите борачи и сите тренери. Дајте се од себе и следната година подобри резултати. Благодариме.